Во тек е подготовката на решенијата за данокот на имот и истите наредниот месец треба да бидат дистрибуирани до граѓаните и фирмите во Штип. Во 2025 година ќе бидат испорачани над 18.000 решенија, со што се очекува општината да собере околу 60 милиони денари од наплатата на данок на имот, или 6 милиони повеќе споредбено со лани. Решенијата за данок на имот за 2025 година се подготвуваат и во месец февруари ќе бидат дистрибуирани до граѓаните. Во претходната година сме доставиле 17.930 решенија, сега оделението ќе испорача околу 18.300 решенија. Каров ги повика граѓаните до крајот на овој месец да ги ажурираат своите лични податоци, иако имало промени претходната година, со цел решенијата за данок на имот да бидат точни. Ажурирање е потребно и за дигитализација на доставата на решенијата. Ги повикуваме граѓаните до 31 јануари, како што е законскиот рок, да извршат ажурирање на своите податоци на промените на имотот ако се случило во претходната година, со цел решенијата да бидат точни и податоците во истите да бидат точни. Исто така ги повикуваме во текот на 2025 година на шалтерите во општината да извршат ажурирање на своите податоци, со што ќе достават и мејл адреса, која во иднина ќе ја користиме за дигитализација на процесот на достава на решенијата за данок на имот. Откако ќе бидат доставени решенијата за наплата на данок на имот, граѓаните треба да го платат својот данок до 15 ноември тековната година. Со парите кои се собираат од наплатата на данок на имот, општината инвестира во капитални проекти, односно изградба на нови улици, булевари, водоводна и канализациона мрежа, тротоари и градинки.